Премиерот Христијан Мицковски очекува Европската Унија преку грант да го финансира тунелот на границата меѓу Македонија и Бугарија, дел од железничкиот коридор 8, кој во моментов не води никаде. По состанокот на министерот за транспорт Александар Николовски со неговиот бугарски колега, на кој беше разговарано двете земји заедно да го градат тунелот, Мицковски вели очекува веќе следната недела во Брисел да се дискутираат деталите на техничко експертско ниво, а во пресред да излезе и Европската Унија. Тоа е чекор напред. Така треба да градат доверба соседи, заеднички да реализираат проекти и да ги надминуваат потенцијалните предизвици. Мислам дека е огромна порака. Очекувам веќе следната недела во Брисел на техничко експертско ниво да се разговара за деталите и очекуваме тука исто така да излезе во пресред и самата Европска Унија и тој тунел кој што представуваше пречка да го финансира преку грант. Говорејќи на македонско-италијанскиот бизнис форум кој се одржа во Скопје, и директорот на Железници и инфраструктура Синишо Ивановски ја нагласи важноста од изградба на железничките коридори 8 и 10Д. Иако рече дека има уште работа, позитивно ги оцени придвижувањата во разговорите со бугарската влада, а најави и дека за 4 до 5 години Македонија би требало да има целосен основен проект за коридор 8 кон Албанија. Прилика за некои 4 до 5 години, ако се ангажираме силно, ќе имаме и целосен основен проект кој што ќе биде спремен за тендерирање. Тоа е делот на коридор 8 према Албанија и паралелно силен фокус, односно од аспект на заекнување на економијата во Македонија ќе биде комплетна реконструкција и изградба на коридорот 10. За изградбата на брзата пруга од Табановце до Гевгелија до понеделник 7 јули е рокот за доставување на понуди за финансирање на овој проект од меѓународните финансиски институции. Но дали досега има пристигнато понуда или не, премиерот денеска не сакаше да открие.